Поединците кои носеа одолки во име на целиот народ во изминативе децении најчесто беа мажи. Иако скорешните настани покажаа дека и жените може да бидат исто толку корумпирани, сепак европските истражувања покажуваат дека повеќе жени во владите води до помалку корупција. Кај нас жените во политиката се реткост, но тоа не значи дека тие изостануваат и од борбата против корупцијата. Затоа, овој 8 септември сакавме да слушнеме неколку од овие жени кои ревносно се борат против неправдите, злосторствата и класните разлики. Борба против корупцијата можеме да видиме пред себе преку прекрасните новинарки кои што работат на истражувачки истории, кои што секојдневно ги поместуваат границите во корупцијата, односно во борбата против корупцијата. Низ годините сум имала ситуации кога велеле, ајте, жена си, занимавај се со убави теми во општеството, остави тоа, немој со притисоци, па зарем не ти е страв? Воопшто не е лесно, мислам, да се биде жена новинарка, но од друга страна мислам дека жените се повеќе пркосни кон корупцијата и колешките се похрабри кога истражуваат на вакви теми. Ние сме некако пожилави, подсврсти, поборбени, поистрајни во борбата до крај да ги истераме работите. Нема да бидам скромна и ќе кажам дека во годинешните награди повеќе за истражувачки истории ги добија жени отколку мажи во нашата професија. Тие насочувајќи својата енергија се борат против она што е најголем проблем во нашето општество, а тоа е корупцијата. Гледам дека бараат промени, односно бараме промени преку овој механизам. За жал символот за борбата против корупција кај нас, која беше жена, нели специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, испадна дека подклекна баш за тоа за кое што беше избрана да се бори, но од друга страна и одлуката за нејзин притвор ја донесе токму нејзина колешка, обвинителка. Можеме да видиме дека денеска претседателката на самата антикорупцијска комисија е жена и можеме да видиме дека активно и многу похрабро зборуваат за проблемите во корупцијата. Да се биде истражувачки новинар, да се истражуваат одредени теми од корупција и да се биде во исто време жена и навистина тешко. Секогаш се обидуваат да ви ја најдат слабата точка и тука да делуваат, односно да ве онеспособат. Начин на кој што се дискредитираат жените, тоа што секој пат кога жена има што да каже, веднаш знаеме да збориме за нејзиниот приватен живот, за тоа како изгледа, за тоа како се однесува, за тоа што носи на себе си. Двојно е поголем притисокот врз жените новинари отколку врз мажите, бидејќи освен за тоа што зборуваме, какви теми покриваме, жените честопати се и предмет на коментари во јавноста за тоа како изгледаат, што имат облечено на телевизија, дали е средена косата или не, што за мене тотално е нерелевантно. Во едно начин на кој што нашите политичари се изразуваат, придонесуваат на целокупната системска дискриминација која постои против жени. За жал се уште жените во медиумите не се на раководна одлучувачка функција. Треба да се биде храбар. Храброста е најважна особина и треба да се истрае во борбата до крај, за да не успеат во намерите да не заплашат. И ете, корупцијата која што секако дека е навлезена во сите пори, колку толку да можеме да успееме да ги откриваме криминалите.